Македонија има врвни лекари кои можат да се носат и со најтешките и најсложените медицински предизвици. Факт кој се докажа и со минатонеделниот прв историски оперативен зафат за трансплантација на срце кај нас, кој пак во светски рамки представува круна на медицината. Сум учествувал на вакви трансплантации во други држави и слободно можам да кажам дека ние како држава целосно сме опремени за трансплантација на срце, што е особено важно за јавното здравје кај македонските граѓани. Ексклузивно за Алфа вели најмладиот лекар од мултитимот која направи првата трансплантација на срце кај нас, специјализантот по кардиохирургија, 31-годишниот доктор Вангел Здравески. Како млад лекар кој е на 5-тата година од вкупно 6 специјализантски години за спречување на масовниот одлив на младите медицински кадри од Македонија, вели дека неопходно е ревидирање на актуелните здравствени политики во земјава. Пред се тука зависи едукативниот систем. Тоа е накрива на учење кое што трае 6 години е медицинскиот факултет, потоа 6 години се специјалистичките студии. За да го задржите медицинскиот кадар без разлика тоа дали се доктори или медицински сестри, треба нормално да му понудите подобри животни навики, подобар животен стандард, да бидат поплатени нормално, подобра перспектива за едукација и надоградување. Тој така наречен екзодус на белите мантили, мислам дека може да се сузбија, но пред се тоа зависи од националните здравствени политики. Доктор Здравески посочува дека влегувањето во операционата сала и неговата активна вклученост во 6-часовната исклучително тешка операција за него било неповторливо професионално и хумано искуство, но и огромна лична сатисфакција со оглед на успешниот исход на операцијата. Немав некоја трема или да имав некои посебни да речам негативни очекувања. Како оптимист секогаш пред да влеземе во сала очекувам дека се ќе биде најдобро за самиот пациент, така да можам да кажам дека се помина во најдобар ред. Чувството беше да, после кога исчекувавме да започне и се појавуваат првите очекувања после трансплантацијата на срцето, тогаш нормално се јавува некое треперење и во нашите срца. Инаку младиот доктор Здравески е прилепски гимназијалец и македонски студент. Вработен е на Универзитетската клиника за кардиохирургија и по специјализацијата, барем засега, не размислува да ја напушта земјава, освен за понатамошно лично доедуцирање, на кое интензивно си работи и сега овде. На своите помлади колеги, сегашни и идни лекари, им го препорачува своето животно мото. Во животот можат да ви земат се, само знаењето не, бидејќи успешниот е секаде успешен ако си ја знае работата.